и се укинува прогресивното одоночување кое требаше да стапи на сила на 1.1.2023 година. Данокот на добивка останува 10% и не се зголемува, и исто така каматите на депозитите и штедните влогови нема да се одоночуваат. Ова е еднината. Македонија, земја на најниски даноци. Предизборен спот на ВМРО-ДПМНЕ од 2016 година. Македонија има најниски даноци во Европа. Македонија има најниска ефективна даночна стапка во светот. Воведен е рамен данок. Персоналниот данок од доход и данокот на добивка се само 10%. Ова е иднината. Македонија, земја на најниски даноци. Ова е твоја земја. Ти одлучуваш. Добра вечер, гледате Свести на гласни идеи. Изминатата недела ја одбележа сувирот помеѓу синдикатите и власта во врска со колективниот договор. Секогаш кога се спрема теренот за решавање на социјалните прашања на штета на работниците, медиумскиот простор е исполнет со нерешени старо-ново национални прашања. Добра вечер, гледате Свести на гласни идеи. Викат дека денот се познава по утрото. Викат дека ќе жнееш тоа што си посадил. Добра вечер, гледате Свести на гласни идеи. Економската криза, падот на животниот стандард, образованието и здравството беа водечки теми на вестите на гласни идеи во годината што изминува. За жал, ова последна епизода на вестите за оваа година повторно не потсетува на суровата реалност. Па да проследиме за што станува збор. Бидејќи се работи за скапа терапија, треба да се најде начин, да се најдат средства, да се најде фонд за ова. Се наоѓаме пред железничката станица Скопје до 1982 година, кога е изградена новата железничка, што еве и 40 години подоцна е се уште нова. Сказалките застанати на 5:20 часот асоцираат на земјотресот 63 година. Но нас не асоцираат на некои процеси што или се замрзнати, не мрднуваат од место. Денес заедно со министерот Бесими ќе го представиме новиот концепт на даночна реформа што го усвои владата на денешната седница, а кој ќе се одвива во повеќе етапи во интерес на прилагодување на сите засегнати страни. Уште на почетокот сакам да ги напоменам најважните работи за граѓаните и за компаниите, а тоа е дека со овој нов концепт не се предвидуваат нови даноци, не се предвидува зголемување на даноците. Македонија има најниски даноци во Европа. Македонија има најниска ефективна даночна стапка во светот. Воведен е рамен данок. Персоналниот данок од доход и данокот на добивка се само 10%. Ова е иднината. Македонија, земја на најниски даноци. Воедно се окинува прогресивното одданочување кое требаше да стартува од 1 јануари. Минатиот четврток разбравме дека владата со намалени даноци и акцизи ќе се борела со економската криза, без да објасни од каде ќе најде финансии за таа однапред изгубена битка, ако се знае дека буџетот се полни токму преку даноците и акцизите. Впрочем, пред само 4 месеци во август оваа година, министерот за финансии Фатмир Бесими одржа брифинг со новинари на кој ги презентираше даночните реформи кои што треба да стартуваат од 1 јануари. На пресконференција одржана во четвртокот разбравме дека владата размислувала и за одданочување на екстра профитот што го остваруваат некои големи компании.
На прашањето како ќе се затвори оваа дупка од планирани 104 милиони евра, не е потребно да чекаме одговор. Јасно е, преку зголемување на надворешниот долг. Во таа насока да проследиме едно сопштение на тогаш опозицијската СДСМ од март 2016 година, а во кое се вели следното. Бројчаникот на Мано може би е блокиран, но во реалноста тој врти. Постојано се зголемува долгот на сите граѓани во земјата. Единствена грешка кај него беше темпото кое покажуваше задолжување од 3 евра во секунда. Вистината е дека владата на Република Македонија преку Министерството за финансии во првите 75 дена од годината ги задолжува граѓаните на Република Македонија со темпо од 9,5 евра во секунда. Притисоците од страна на режимот, кон институциите, судството и науката само за кратко може да ја одложат неизбежната казна кон сите оние кои прават злодела врз својот народ. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дојде на власт меѓу другото и поради издржаната критика против енормното зголемување на надворешниот долг и против воведениот рамен данок на власта предводена од ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ вети по праведно општество во кое богатите ќе плаќаат повеќе преку прогресивното одданочување. Во услови на ескалација на економската криза, особено е битно кој ќе го понесе товарот на кризата. Сепак, воведувањето на концептот за прогресивен данок најпрво започна со игнорирање, па продолжи со воведување само во делот на данокот на личен доход на граѓаните, без прогресивен данок на добивка на високите профити на компаниите. Конечно, предизборното ветување што беше ставено во хибернација наместо оживување, во четвртокот доживеа еутаназија, односно на владината пресконференција беше објавено конечното убивање на концептот за прогресивен данок.